Тој ден беше пазарен ден во Охрид. Непосредно до пазарот се наоѓа старата охридска чаршија, онаа која некогаш била на еснафите, на занаетчиите. Денес, едва и неколку дуќани сведочат за тоа минато на чаршијата кога постоеле повеќе занаетчии од секој занает. Во ова издание на Луѓе и места ќе ве запознаеме со најстариот занаетчија во Охридската чаршија, кој се уште му пркоси на новото време. Милан Белевски со своите 88 години е најстариот активен занаетчија во чаршијата и меѓу последните опинчари кај нас. Опинчарството е занает кој за жал полека изумира. Се сеќава Милан и на времето кога луѓето се уште носеле опинци и на времето кога се уште се купувале за најмладите и за иродните друштва, но и на време во сегашно кога за опинците најчесто се интересирале странските туристи кои ги купуваат како сувенир од Македонија. Неговиот дуќан е своевидна туристичка атракција за странците. Се сликаат со него, со неговите опинци, а понекогаш и купуваат и ги носат во своите земји. Со тоа, опинците на Чичко Милан стануваат своевидни амбасадори на македонската традиција. Повеќе од 70 години тој изработува опинци. Занает кој го изучувал во кралството Југославија кога уште како дете го испратиле во Белград да го изучува занаетот. Овој занает го почнав да го учам 1939 година. На 24 февруар ојдов на занает во Србија, во Зајачар. И таму седав до 42 година, 4 години како ученик. Ојдов, од овде ме испратија, имаше едно друштво привредник. И тоа друштво ме однесе таму во Белград севте. Во Белград седав па еден месец и пол, 2 месеца, дур се најде мајсторот за што бараше деца да учи шегарти што викат. И сега 4 години и после дојдов 42 година. Така, дојдов овдека и од тога почнав и овде да работам. Како она 46 година положив мајсторски испит кај мајстор Александар Костич. Тој беше пирочанец, ама живеше во Зајачар, имаше дуќан. И кај него, седа кај него, јадење, учење, занает, пиење, све кај него бе. Така беше договорот со друштвото. После имаше своји луѓе привредник во градојве. И тие преку ними и испраќаа деца на занает да учат. Дом беше за деца од цела Југославија, Краљевина Југославија, што идаја од сите страни тука. Тоа беше друштво на добротвори. На Крунска улица беше тога. Тоа за занаетот друштво. од кого го учат? Занаетот после имаше, се јавеа мајстори од Охрид, од Србија, од Зајачар, од многу души останаа во Белград да учат занает, на секаде низ цела она. И јас ојдов таму, 4 години бев и после фати окупација војска и дојдов овдека, ме побараја од дома. Од кога се вратил во родниот Охрид, во чаршијата постоеле повеќе опинчари кои изработувале опинци за селаните од селата околу Охрид и Струга. Тој најпрвин работел дома, а потоа го отворил и дуќанот во кој се уште работи. Тие се прават од говедска кожа. Говедска кожа, фабричка и изработка. Фабриката правеше кожи за овие работи. Тие повеќето во Словенија работеа тие работи. Овде кај нас имаше Гоце Делче, Куманово имаше, али овие повеќе имаше од Словенија што земавме материјал. За голем опит, па 2-3 чифта во денот, ама да работаш поќе време, од сабајле до вечер.
Сте имале чираци, доаѓале? Не, никако. Чираци не. Не е сакал никој да учи, никој. Никој. Колку време постои Дуќанов и никој не дошол да праша? Никој не дошол да праша. Ја заработам, да работам, ќе да праши. Денес тој речиси и да не може да ја препознае некогашната Охридска чаршија во оваа денешната. Тој и уште неколку заеднаечии сведочат за некогашниот теснавски живот во чаршијата. Секој, ево што гледате дуќани овде, се во занетие беше. Имаше кондораци, имаше самарци, имаше коваци, имаше шајвери, терзи, што викаме, и секакви. Калајзи. Како почна да се запустува чаршијата со И како позна, ево вака позна. Да работам јас, да вака, така, почна да отворят дуќани со трговија, со бутици, со... Веројатно и младиве не се интересираат. Па и младите не се интересираат. И за тоа да не правиме моабет. Пазар овде во понеделник. Ови се сиве опинчари, полојнал се од Охрид, полојнал се од Струга. Идаја на пазар овде. Ние не одевме, али тие идаја. И така, ево ова слика. И се сликавме само. Тој и денес изработува опинци на ист начин како што го учел неговиот мајстор. Напоменува дека кожата е многу битна, но и трпението кое го нема изгубено и покрај неговите години. Опинци правевме за селјаните, немаше друго. За селјаните правевме опинци, сега нарочито, сега овие пред Велик ден работавме за Божик, работавме му купе на децата, немаше тоа сега, ко сега што има насекаде. То Се носеа опинци. Се носеа опинци од гума. А овие од гума почнале после кои излегоа овие фолклорни групи да играат и почнаа тие да купат. После излегоа почнаа да иде странци. Се отвори овдека Балкански фестивал, ваму, таму од секаде идаја овие групи играорни, земаја. Некои за дома и земаја, некои за играјне, работавне овие работи, опреми за конјски, после пред тоа селјаните со магарина, со носеја дрва, после почна да се модернизираат со коли, ама коли со конјски запреги. Работавме, амо и тоа беше работата. Денес негови најчести посетители му се странските туристи, најчесто холанѓани кои го посетувале и во минатото кога биле најбројни гости од странство во Охрид. Но и денес, со некои од нив, се родило и пријателство. Летно време туристи влегве, наши влегве за некоја мала услуга. Една нитна, еден дрикер да му кладиш на јакната, на дупки да му дупниш на ременот. Тоа е сета. А инаку летно време ја вака од туристиве земам некој сувенир ваму таму. 67 до 20 години доваѓаја тие. Секој и сега почнаа да иде, тя има 2-3 години. Поново фатија да од 91 до пред 2-3 години не ида. Идаше по некој вака, али не група кој што идаја. Гледа слике, прави, што ќе ме прачу, зборвиме вака. Се научивме малу да зборвиме холандски и така. Неоту знаеме али доста е, да се разбериме. Бевме и 2 пати Холандија кај пријатели. Холанѓани беа овде кај нас, идаја тие, после ние ојдовме кај ними. И убаво барбевме до некое време, после прекина. И сега поново дојдоа. Имаше летоска 2 пати дојдоа во сезоната.
Имам еден 45 години и да секоја година. Се сеќава Милан дека убаво се заработувало и кога изработувале опинци за некои од фолклорните друштва во Охридско. Но денес тие немаат пари, вели последниот охридски опинчар, но и додава дека нивниот број се намалува. Денес и покрај неговите години и намалената заинтересираност за опинците, тој речиси секој ден доаѓа овде во дуќанот, да поработи, да направи некој опинок, да му даде уште еден ден на занајатот. Имаше овдека 2-3 друштва, Гердан Охридски, Билјана имаше. Ние тие работавме за ними. Имаше и колега, еден имаше што, ево овде Карсија, имаше дуќан тука, и тој работаше. Работавле добро, и тие, и ние, и кој да видиш. Нас е дуќан, не е со кирја, тоа е работата, инаку да не седиме дома, многу пати после, ево има 20 и кусор години, после пладне не идам јас овдека. Од 11 до 2 сата си одам, 2-3 сати седам овдека, ништо друго. За занајдите нема потреба. Ево нашиот занајд, уште некое време и готово. Што е овие, правиме за децина мали сувенири, таму, на секаде има овие други работи, кајчеви и едно друго свето, носет од Турција, од Кина, од каде не. И немојме да работиме. Ќе дојде овде, ќе речи, ти правиш кајчеве, јас ти правам. Ами, вака било. Има на пазар поевтини, купи таму. И тој и неговиот покоен брат живееле од овој занаед, но за жал признава дека во овие сегашни времиња има денови кога ништо не заработува, но љубовта кон занаетот не му дозволува да се откаже. Се живееше. Живеевме, немам ние кој да шо, али главно може да се издржи. А сега? Сега, нема сега. Има ден, идаш овде, не земеш ништо. Нема, слабо е, тоа, готово. Му посакавме добро здравје на Чичко Милан и уште многу години неговите опинци да бидат амбасадори на македонската традиција во светот. За жал, доколку некој не го продолжи овој занает, тој ќе остане само во сеќавањата, како и опинците. Од Охридската чаршија ја одјавуваме оваа луѓе и места. Следете не и за 7 дена, кај некои други луѓе на некое друго место.